Започна студентската година, студентите почнаа да ги следат предавањата на факултетите. Оние студенти кои не се од главниот град се вселија во студентските домови, кои за жал се во катастрофални услови. Кога Скопје конечно ќе се пофали со современи студентски домови кои ќе бидат според европските стандарди. На оваа тема подетелно разговараме со директорот на студентските домови во Скопје, господинот Дарио Николовски. Ви благодарам што ја прифативте понудата и сте дел од утринската програма на Алфа телевизија. Впрочем и добре дојде во Алфа. Ви благодарам и на вас на поканата и поздрав до гледачите. Јас сум секогаш тука за вас медиумите. Господине Николовски, како изгледаше периодот кога вие бевте студент? Дали тогаш се дружевте заедно со студентите? Како изгледа студентските домови тогаш? Се организирали исто тогаш забави во студентските домови како сега, како што мислам, не сум сигурна, во среда се организираат студентските забави се уште или? Студентските денови, времето во кога студиравме и сме студирале, мислам дека е еден од најубавите периоди во животот на секој еден студент и кој што останува уште долги години запаметен. Студентските забави и тогаш и сега се одвива во тековите од средината на неделата, така и тогаш, така и сега, вторник, среда и четврток се денови кога се одржуваат баш тие студентски забави. Сум бил и тогаш дел, гледам и сега кога има можност на покана на студентите, без разлика дали тоа е некоја хуманитарна забава или од друг карактер, да ги посетам и да бидам дел од истите. Какви беа тогашните услови во студентските домови и дали се сеќавате колку студентски домови постоја тогаш? Со оглед на тоа што сум од Скопје, не сум бил сместен во студентските домови, но сум имал колеги, другари, пријатели кои што биле сместени во студентските домови. Иста е бројката на студентските домови и тогаш и сега. Условите од минатото и сега се менуваат во одредени сегменти, но голем дел се останати за жал исти. Ке може ли да ни издвоите нешто по што ќе го паметите студентскиот живот? Таа специфичност што ја носи студентскиот живот, мислам дека не може да се објасни или да се подели со неколку работи, него буквално со целото нејзино постоење во периодот кога се запишува студентот со своите студии до самото нејзино завршување, но и после тоа запознавајќи ги своите студенти, другари, соработници во делот на асистентите, професорите и така натаму. СДСМ во предизборната кампања ветуваше дека еден од приоритетите се младите, дека во нив треба многу да се вложува. Вие година и пол сте директор на 4 студентски домови. Го пролиставме вашиот Инстаграм профил да видиме што споделувате на него поврзано со новитетите во студентските домови. Она што го видовме е дека цело време ветувате, но кои се делат, ајде да слушнеме од вас. Најпрво уште еднаш ќе се заблагодарам за оваа прилика што имам да преку вас медиумите ги споделиме сите оние работи кои што се веќе направени или се планираат да се направат. Добро е што го напоменавме и периодот во кој што раководам со оваа институција која што сме сведоци и ние и јавноста дека многу години наназад беше запоставена или една од најслабите во тој круг во делување на владата. Од кога ја преземав оваа институција, ја преземав пред се морам да напоменам со најмногу финансиска лоша состојба, односно долгот на институцијата беше некаде поголем од 270 милиони денари или над 4,5 милиони евра. И прво, меѓу другото, меѓу првите активности кои што ги преземав е неговото намалување на долгот, бидејќи со една таква финансиски лоша ситуација не можете буквално ниту една од работите која што ќе ја замислите, испланирате или ќе обезбедите проект да ја реализирате. Во овој период од година и пол на неколку наврати со поддршка од владата предводена од СДСМ и Министерството за образование и наука, долгот е намален на 3 пати. Првиот пат се работеше за 36 милиони денари, вториот пат беше 79 милиони денари и последниот пат беше некаде 89 милиони денари, со што средствата беа наменски и беа наменети токму за режиските трошоци кои што беа создавани изминатите 15 години и во кои што сме сведоци дека на неколку пати за жал студентските домови остануваа и без струја и без вода, што тоа во 21 век не смее ни да дојде на ред да биде како отворено прашање.
Јас се сеќавам дека и во период кога веќе вие сте директор, имаше момент кога немаше на струја во еден од студентските домови. Како тоа ќе го искоментирате? Тогаш и директорката на тој студентски дом излезе јавно и коментираше. Во моментов не ми текнува кој. Не, струја дека немаше не е точно. Имаше период во кој што неколку денови немаше топла вода. Но воопшто исклучени од снабдување со електрична енергија или со вода, барем во овој период од година и пол не сме биле никогаш. Оние проблеми кои што ги наведов, за кои што разговарате и ги спомнавте вие, веројатно се на тоа и мисливте, на топлата вода беше во периодот на зимото, бидејќи се работи за инсталации кои што се дотраени и кои што се од пред 40 на 50 на години, за кои што баш заради тоа како прва работа што сме направиле, зборувам за долгот и финансиската состојба, кажувам дека со намалување на долгот и обезбедување на поинаква финансиска состојба отвараме можности и за веќе конечно реализирање на решавање на овие проблеми. Кога е тоа во конечно реализирање? Морам да продолжам за да го одговорам целосно прашањето. Долгот беше првото нешто за кое што се нафативме, бидејќи свесни сте да не се повторувам дека без стабилна финансиска состојба не може ништо да се направи. Она што е преземено и е веќе направено, тоа е се реновирани веќе останатите два блока во студентскиот дом Гоце Делчев, тоа се блоковите В и Г. Истите тие блокови во моментов денеска бев на лице место и го следам неговото опремување, се работи за едно ново модерно опремување, каде што се надевам во следните месец дена и ќе заврши и добиваме два блока кои што сместуваат над 600 студенти, комплетно реновирани и уредени модерно онака како што треба да ги исполнува еден студентски дом, за да ги овозможиме на студентите услови онакви какви што заслужуваат. Дополнително сакам да напоменам дека за прв пат после 16 години го променивме менито на исхрана, заради тоа што уште кога станав директор, прво што направив една анкета, за да ги иако ги знаев, но за да ги знам по приоритет кои се приоритетите и приоритетните барања на студентите, без разлика дали се од аспект на идеја или решение на проблем. И храната го зазема во таа анкета клучното место покрај инфраструктурата со која што беа се запознаени дека треба време за да се реши и хигиената. Така да мислам дека со решавањето со промената на менито после 16 години овозможуваме скроз друг вид на исхрана со зголемени нормативи и со овозможување на исхрана на која што студентите ќе ги направиме да бидат среќни и задоволни заради тоа што се клучен дел од живеењето и студирањето. Морам да напоменам дека го реновиравме паркот во студентскиот дом Кузман, партерното уредување и паркот со нова зелена површина, исто така за прв пат после 45 години. Следен наред е паркот во студентскиот дом Гоце Делчев, јавната постапка е веќе завршена, фирмата која што ќе го врши реновирањето е избрана, што значи влегуваме во уште една нова иницијатива која што значи овозможување покрај внатрешните услови за живење, овозможуваме и надворешни услови каде што студентите може да се дружат, да ги користат за било какви спортски или други активности. Дополнително морам да напоменам дека веќе овој месец е отворена постапката и за реновирање на зградата 1 и зградата 2 во студентската населба Стив Наумов по донесената одлука од страна на владата со која што го задолжи Министерството во најкус можен рок да овие два објекти добијат комплетно заменување на дотрајаните материјали и обезбедување на нормални услови за живот на студентите. Сигурно овие години и пол сте биле во посета на студентските домови. Дали можете вие да живеете во такви мизерни услови? Јас сум секојдневно во посета на студентски домови, бидејќи пробувам да го сменам начинот на кој што функционирало раководството во изминатите години во оваа институција. Чувствувам потреба дека како директор, но и како раководство на оваа институција дека треба да бидеме многу поблиску до студентите и многу поблиску до нивните потреби, но и проблеми во живеењето. И од она што јас можам да го кажам во моменталната состојба на која што сме сведоци сите и јавноста, има студентски домови во кои што никој не би живеел, но овозможуваме нови услови во студентските домови во кои што во моментов имаме веќе започнати проекти и таму веќе условите кои што ги нудиме се на ниво на кое што заслужуваат студентите. Но морам да напоменам
дека се работи за една институција која што години наназад е запоставена и е во пред се многу лоша финансиска состојба. Свесни сте доколку немате финансии, доколку сметката ви е секојдневно изложена на извршување и блокирање, дека е многу тешко пред се да реализирате било каков еден проект. Сепак студентите не се тие кои што се криви за таа состојба и сметам дека студентите треба да ги имат добри услови, односно тие плаќаат сепак за живење во студентските домови. Затоа јас домови. напоменав дека она што сега го правиме и го реализираме е овозможување на услови на кои што ги заслужуваат студентите. Она што е јавноста е сведок дека се услови кои што се затекнати. Пред малку споменавте дека имате измена во храната, но сепак студентите се уште се жалат на лошата храна. До сега сме биле сведоци, мислам дека и голем дел од гледачите ќе се сложат со мене, дека на социјалните мрежи особено излегуваа фотографии и видеа каде што во тањерот има бубашваби, не им се свиѓа јадењето, студентите јавно зборуваа на таа тема. И се жалат дека со картичките имаат определен оброк и тоа не за сите е доволно. Како ќе го искоментирате вие ова? Има ли решение за... Сепак вие кажувате едно, тие кажуваат друго? Значи, може тоа да се провери. Студентите добиваат оброк со картичката, да, како што рековте, но до сега никој студент не е одбиен доколку прииде има потреба од дополнителен оброк. Она што сакам да го напоменам околу сликите кои што излагаат во јавноста, често пати знаеме тие слики да бидат и од многу поодамна и да бидат злоупотребувани за други цели, што ми е многу криво. Мислам дека кога се работи за една ваква институција, дека сите треба без разлика од каде доаѓаме и кого застапуваме да избереме еден јасен пат, а тоа е заеднички да ги подобриме работите. И мислам дека не треба да се злоупотребуваат воопшто ниту една од ситуациите во која што би се нашле, туку секој со својот допринос да допринесеме да овозможиме што е можно подобри услови. За да викаме дека студентите кажуваат едно, ние кажуваме друго, воведуваме неколку проекти кои што ќе допринесат да и храната, но и безбедноста, но и редот во студентскиот центар се зголеми со тоа што ќе реализираме во престојниот проект видео надзор, кој што ќе биде ставен и во кујните и во мензите, а со тоа ќе обезбедиме побезбедна, поквалитетна, но и како да ви кажам, постабилна институција во која што ќе може да се врши некаков надзор. Во 21. век срамота е да се каже дека оваа институција нема никаков надзор, дали е тоа од безбедносен аспект, од хигиенски или од било каков друг. Така да, покрај тоа што напоменав, менито е променето прв пат после 16 години, побарано и да се зголеми и нормативот и слично, во мозаикот ги вклопуваме сите други моменти за да добиеме една комплетна слика, а тоа е квалитетна исхрана. За крај би сакала да ја искоментираме анкетата која што ја снимавме. Можам да кажам слободно дека не беше и баш успешна, бидејќи мојот колега Дејан се упати во неколку студентски домови со цел да снима анкета, но студентите бегаат. Еве би сакала од режија да ја пуштат анкетата да ја погледнеме. Две прашања да ви поставиме? Леле, зошто? Не е ништо тешко. Океј, не е проблем. Не е проблем, тука сме, не се секира. Извини, само едно прашање. Дали сте задоволни со условите во домот? Значи, ова беше неуспешна анкета, односно неколку студенти пробавме да ги анкетираме, меѓутоа тие бега и зад камерата искоментирале на колегата Дејан дека не смееле да коментираат, бидејќи во нив имало страв дека до година не би можеле да добијат легло во студентските домови. Како ќе го искоментирате ова, господине Николовски? Дали сепак има закани кон студентите да молчат за она што секојдневно го живеат? Мојот пример, што јас сум овде, во вашата емисија и во останатите медиуми и сме за прв пат после долги години институција која што дозволува до неа да допрат медиумите, бидејќи се работи за период од повеќе од 2-13 години, кога што медиумите, граѓанските организации и сите останати не смеа
да пристапат поради тоа што ги знаевме условите во кои што живеа и знаевме многу од работите како се одвива. Се менуваат работите, студентите не треба да имаат страф од ништо. Мојата заложба од кога ја преседав во оваа институција токму беше таа да се врати довербата на студентите во институцијата и да ја вратат вербата дека има кој се бори за нив за подобрување за условите, но и сите пропратни елементи кои што го сочинуваат студентското живење во студентските домови. Ние изработивме токму од такви причини алатка која што е на нашата нова веб страница и се вика Мој дом, каде што секој еден студент може до нас како институција или како раководство да најави било каков проблем, но исто така и да се произнесе со било каква идеја или решение за било кој дел од живењето во студентските домови. Мислам дека се менуваат работите, но не можеме или не може, свесни сте и вие, се надевам, дека за толку краток период да се променат толку наталожени проблеми кои што биле во минатото оставени на работ на времето. Овде би сакала да видам и една од студентки која што коментираше за лошата храна во студентските домови. Ќе ве замолам од режија да ја пуштите да ја слушнеме. Дали сте задоволни од условите во домот? Да, задоволна сум. Се е супер, смештоето супер. Само единствено храната не е многу лоша. Што мислите освен храната дека би требало да се подобри за студентскиот стандард да може да биде подигнат како домовите од нашето соседство? Па треба основни услови кои што ги ние немаме, топлата вода, интернет и така. Во домот нема интернет кој што е еден од основните денеска начини за студентот да може да функционира. Да, нема. А како се капите доколку нема топла вода? Соладна. 5 секунди пати се враќаме. Дали има нешто друго што може да ни го кажете што исто така не сте задоволни? Не, тоа е во главно. Како го коментирате делот дека студентите се принудени да се капат со ладна вода бидејќи нема топла и дали имате некој нов план кога е во прашање интернет во студентските домови? Значи, ја слушнав изјавата од студентката и ќе ја коментирам на два дела. Прво сум среќен што во првиот дел од изјавата кажа дека се е супер и дека супер се одвива живењето во студентските домови. Го слушнав коментарот и критиката за исхраната. За мене критиките се добре дојде на работа, бидејќи само со критики ќе може да постигнеме уште поголеми резултати. Ги кажав веќе најавите и она што веќе е направено во делот на исхраната и ве убедувам дека за уште кус период ќе добиеме ниво на исхрана кое што го бараат и го заслужуваат студентите. Околу топлата вода, тие проблеми се веќе надминати, ги нема, јас оваа информација немам, доколку студентката која што го има ова изјавено, слободно вратата моја и на раководството на институцијата е отворена за решавање на овие ситуации. Добре дојдена во било кое време да дојде и да го сподели било кој, па и овој проблем за кој што не сум информиран и знам дека во моментов се еврат. Господине Николовски, ви благодарам за одвоеното време и што ја прифативте поканата да бидете дел од студиото на Алфа телевизија, односно од утринската програма. Ви благодарам и на вас на поканата. Мислам дека сите ние одговорни луѓе и лица кои што предводиме без разлика кој вид на институција треба да бидеме отворени за медиумите и јавноста, без разлика дали се тоа позитивни критики или негативни. Ова е отворена покана до сите од страна на СДСМ дека се добре дојдени во студиото на Алфа телевизија.